Она што е за одбележување годинава за Општа болница Кочани е добивањето на новиот мамограф за рана диагностика на карцином на дојка од Министерството за здравство, апарат кој што досега во општина Кочани немало, па пациентките беа приморани прегледите на дојка да ги вршат во клиничките центри во Штип и Скопје. Добиен е и биохемиски реализатор, а во теки реконструкција на интерното оделение, хируршката амбуланта и хируршка операциона сала. Полекано сигурно се комплетира и медицинскиот кадар во Кочанската општа болница. 2015 година ја завршивме со 22 вработувања, од кои 12 беа медицински персонал, а 10 технички персонал. А оваа 2016 година ја започнавме со вработување на еден лекар специјалист психијатар. Во план е вработување и на уште еден специјалист невролог и уште еден психијатар, со што би се комплетирала екипата на невропсихијатриското оделение, за кое што знаеме дека долго време работи со еден психијатар. Сега ја обновуваме лекарската фела, да не кажам. Инаку, голема чест ми и тоа што имаме одобрено, да го потенцирам тоа што имаме одобрено и 7 специјализации. Хирургија, ќе ги набројам сите, хирургија, гинекологија, интерно, анестезија, физикална, орала и рентген. Во теке и трансформацијата на работниот однос на уште 8 волонтери, а во септември завршува и третиот циклус на трансформација на работен однос на вкупно 24 волонтерски договори во работен однос на неопределено време. Одбележувањето на Денот на здравјето продолжи со доделување благодарници на лекари за особен придонес во здравството.